Во источниот регион и пошироко, во споредба со останатите, штипјани најдобро го чуваат срцето, открива најпознатиот интервентен кардиоваскуларен специјалист доктор Сашко Николов. Штипјани ги имаме повеќе како прегледи, меѓутоа како кардиоваскуларни инциденци зборуваме инфаркти, стентирања и тешки шокови состојби доаѓаат од останатите градови. Мислам дека во Штип во последните 10 години направивме една добра превенција во кардиоваскуларните заболувања со тоа што овозможивме на сите пациенти да доаѓаат да прават кардиоваскуларни прегледи, да прават коронарни стрес тестови, да прават лаборатории и сето тоа на еден начин да прави предикција кој пациент може да заболи и да дојде на селективно стентирање или да му се даде соодветна терапија и да се превенира пролонгирање на болест. Кога ќе најдеме лек за стресот, ќе добиеме Нобелова награда. Во 21. век со зголемените број на возила, со зголемените обврски кои што ја тркаат со време пред се, стресот е лидер фактор во сите болести, не само кардиоваскуларните, во сите болести. Процентот на срцеви и васкуларни заболувања се уште е голем и алармантен, иако дисциплината и културата на живење се подобруваат. Бројот на кардиоваскуларните заболувања е висок, енормно висок, а бројот на не само кардиоваскуларните, но и кардиолошките заболувања, хипертензија, зборуваме кардиомиопатија, имаме зачестени проширени срца кај помлада популација, кај луѓе кои што за жал доаѓаат со веќе проширени и ослабнати срца, пациенти кои што млади луѓе добивале мозочни инфаркти, тоа е повторно поврзано со срцето. Пациенти со запушување на аорта кој што е било атипично за возраст на 45-6 години, сега ги имаме и такви запушувања на долни екстремитети. Загрижувачки момент е спуштањето на возрастната граница и младите страдаат од вакви заболувања. Имавме ние, ако не се лажам, пред неколку години на 23-4 години инфаркт пациент. И тоа не е еден. Причината е, повторно ќе се вратиме, вајда телефоните, радиацијата, зрачењето, конзервансите во храната, неквалитетниот начин на живот. Клучен момент и заштита број 1 според Николов е следново. Здравата исхрана, здравиот начин на живење, физичката активност, посетување на доктори кога сме здрави со цел да превенираме заболувања, се неколку клучни фактори кои што треба да ги применуваме. Неквалитетниот сон од 10 до 5 наутро. Тоа се квалитетни часови за одмарање, за регенерирање на мозочните кели, регенерирање на скелетомускулатурата, регенерирање на кардиоваскуларниот систем. Во тие часови се одмара организмот. А ние ако седиме до 2-3, заспиеме во 3, станеме во 7-8 или станувате во 10-11 часот, ништо од тоа не сме зачувале. Ова е повеќе од потсетување во пресрет на утрешниот светски ден на срцето.